Почитувани, економската состојба во државата е се потешка. Економијата колабира. Нема ништо од она што го нарекуваа блескање и одење напред. Се повеќе луѓе остануваат без своите работни места, без перспектива и без иднина. Бизнисот трпи големи штети. Владата е без сериозен концепт и стратегија за развој. Наистина треба да се отвори јавна дебата за делотворноста на дел од мерките кои се превзема, бидејќи бројот на сега заболени од коронавирусот е исто онаков, како и предвоведување и имплементација на самите мерки. Но штетите за 2 месеца криза со корона се огромни. Тие сигурно и ќе беа помали доколку државата ја дочекаше оваа криза во економски солидна состојба, како што велеа дека блескаме, а во суштина сме се движеле во амбис. Потрошија 120 милиони евра во првите 3 месеци насочени кон обид за корумпирање на изборите кои што требаше да се одржат на 12 април. Парите се потрошија, но стопанството не го виде бенефитот. А денес, за многу помалку, владата моли кредитори да поземат. Денес Македонија, по онаа во 90-тите доживува втора транзиција, има и неспособност, но и криминал кој допрева ќе се расветлува. Хибридниот режим, кој релевантни фактори го печатираат за држава, покажа дека имаме слаб систем, угушен во криминал и корупција. А денес, она што е најважно, освен заштита на здравјето на луѓето, е како економски да застанеме на нозе. Најпрвен ќе ве потсетам во декември месец 2019 година, тогашниот претседател на владата господин Зоран Заев во парламентот на пратеничко прашање ќе даде одговор дека економијата блеска и дека резултатите се историски. Понатаму, додека се приближува COVID-19 вирусот кон Европа, ќе не убедуваат дека буџетот е ликвиден и дека блескаме и дека никогаш не било подобро. Не само Зоран Заев, тогаш како претседател на СДСМ, туку и ресорниот министер за финансии, но и подпредседателот на владата заложен за економски прашања. И сето тоа ќе трае докај 20 и 21 март 2020 година, кога ќе се соочат со вистинската реалност дека не само што не блескаме, туку државата се движи во амбис. Кога ќе се соочат со суровата реалност на нивните порази во економијата и неспособноста која што изминативе 3 години ја генерира. На денешната пресконференција сакам да презентирам 4 индикатори кои јасно ставаат на знаење дека економијата не само што не блеска, туку економијата се движи директно во амбис. А тоа најмногу го чувствуваат граѓаните и економските оператори кои што практично ги чувствуваат сериозно последиците од COVID-19 вирусот, а без сериозна поддршка која што треба да им ја даде владата. Имено, најпрвен ќе го коментирам индустриското производство. Индустриското производство, почитувани сограѓани, во март месец 2020 година е за 13,4% помало од истиот месец во 2019 година. А за периодот од јануари месец до март месец 2020 година или првиот квартал од оваа 2020 година е за цели 3,7% пониско од истиот период во 2019 година. Преработувачката пак индустрија, која што е дел, најголем дел од индустриското производство, некаде околу 75%, во месец март 2020 година бележи пат од цели 14,3% споредено со истиот месец во 2019 година. Периодот од јануари до март месец 2020 година кај преработувачката индустрија е забележан пат од 2% споредено со истиот период од минатата година. Ова е периодот во првиот квартал месеците јануари и март. Можеме да замислиме што ќе се случува во најтешките месеци во вториот квартал, а тоа се месеците април, мај и јуни, додека повторно гледаме пресврт во ставовите на ресорниот министер, пресврт во ставовите на Зоран Заев, дека повторно почнуваме да блескаме. За истиот тој период, вториот индикатор вели дека бројот на работниците во индустријата во месец март е за 4,5% помал од бројот на работниците за месец март во 2019 година. А истиот тој број на работниците во периодот јануари-март
2020 година, во првиот квартал од 2020 година, е за цели 3,6% помал од бројот на работниците во индустријата за истиот период во 2019 година. Третиот индикатор кој што ќе го споменам на денешната пресконференција е стоковата размена. Тоа е размената која што македонската економија ја има со економиите во светот. Имено, извозот, оној кој што е најзначаен за македонската економија и за сите ние компании кои што се извозно ориентирани. Во месец март 2020, повторувам, во месец март 2020 година бележи историски рекорден пад од 26,6%, споредено со истиот месец во 2020 година, а во периодот од јануари до март 2020 година извозот бележи пад од цели 8% споредено со истиот период во 2019 година. И четвртиот параметар, кој што сакам денеска да го презентирам пред македонската јавност, се даноците кои што управата за јавни приходи ги собира. Зошто управата за јавни приходи? Затоа што буџетот повеќе од 70% од приходите кои што ги остварува преку даноците кои што ги наплаќа управата за јавни приходи. И тука ќе анализирам два подиндикатори. Станува збор за данокот на добивка и данокот на додадена вредност. Но генерално најпрвен како вовед, сакам да направам пресек на даноците кои што ги собрала и реализирала управата за јавни приходи во периодот јануари-април 2020 година. Имено, управата за јавни приходи за тој период од јануари до месец април 2020 година планирала да собере околу 31 милиарда денари, а реализирани се 24,7 милиарди денари или за 20% помалку од планираното. Зборуваме за даноци кои што се однесуваат на последниот месец од 2019 година и на првите 3 месеци од 2020 година. Најтешкото доправа следи, а тоа се месеците април, мај и јуни. Овие даноци кои што ги прибрала управата за јавни приходи се за 10% помали за истиот период во 2019 година. Повторувам, даноците кои што се собрани преку управата за јавни приходи за периодот јануари-април 2020 година се за цели 20% помали од планираните и за цели 10% помали од собраните за истиот период во 2019 година. Како стои месецот април само? Планирани биле во април 2020 година да бидат собрани 8 милиарди и 900 милиони денари, а реализирани ли собрани се 5 милиарди и 600 милиони денари. Или за цели 3,3 милиарди денари помалку, или тоа е од прилика околу 55 милиони евра помалку. Тоа значи дека за 37% управата за јавни приходи во месец април успеала да собере помалку даноци, споредено со планираното, или за цели 29% помалку од истиот месец во 2019 година. Кога зборуваме за данокот на добивка, периодот од јануари до крајот на април 2020 година планирани биле да се соберат 6,5 милиарди денари, а се собрале 4,4 милиарди денари, или за цели 33% помалку од планираното, а 9% помалку од истиот период во минатата година. Доколку го слушате Зоран Заев, ќе добиете бројки во милиони, но никако нема да ја слушнете вистината. Бидејќи вистината е поразителна и за Зоран Заев, и за СДСМ, и за ресорните министри кои што се одговорни за економските политики на оваа влада. Во месец април 2020 година данокот на добивка бил планиран да се собере во висина од 2 милиарди и 317 милиони денари, а биле реализирани 1 милиарда 1 милиарда 436 милиони денари. Или за цели 38% помалку од планираното, или за 3,5% помалку во истиот месец од 2020 година. Кога сме кај данокот на додадена вредност, периодот од 1 јануари до крајот на април 2020 година биле планирани да бидат собрани околу 18,4 милиарди денари,
а биле реализирани 14,5 милиарди денари, или за 21% помалку од планираното, или споредено со истиот период од 2019 година за 14,5%. Само во месец април 2020 година биле планирани приближно 5 милиарди денари, а биде реализирани околу 2 милиарди 750 милиони денари. Или тоа е за цели 45% помалку од тоа што било планирано, или за 43,5% помалку од тоа што било реализирано во 2019 година. Ова се 4 суштински индикатори кои што треба да ја вклучат ламбата, треба да ја вклучат сијаличката дека нешто не чини во економијата и дека треба да се менува. Дека треба да почнат да слушаат што говорат искусните, што говорат оние луѓе кои што поминале вакви кризи и успешно се справиле. Она кое што сакам денеска да го кажам сосема на крај е фактот дека додека буџетот слабо се полни, додека буџетот крахира и додека не убедуваа дека блескаме па потоа одиме во амбис па повторно блескаме, безмилосно се трошат пари од истиот тој буџет и се реализира буџетскиот дефицит во вредност од цели 7,4 милиарди денари или приближно 120 милиони евра во обид да се корумпираат гласачите во првите 3 месеци, а тоа коинцидира со периодот пред реализирањето на веќе одложените предвремени парламентарни избори. Почитувани сограѓани, потребни се не само мерки, туку и цел еден систематски план како да се излезе од кризата. ВМРО-ДПМНЕ предлагаше многу мерки кои или делумно, со големо задоцнување се прифатија, или беа целосно примитивно игнорирани. За брзо, ВМРО-ДПМНЕ, бидете спокојни, ќе понуди нов план, сеопфатен план од мерки, како да се излезе целосно од кризата и како да се врати македонската економија на победнички патеки. Тоа е одговорно несување затоа што сметам дека неодговорноста и несериозноста на Зоран Заев и неговите луѓе не водат како држава во амбис, а штетите во економијата се навистина во овој момент непоправливи. Без силна економија нема силна држава. За среќа, овој темен и тажен период за нашата држава ќе заврши за неколку месеци, а тогаш не чека многу работа и подобри времења. Ви уверувам дека ние тоа можеме да го направиме. Бидете спокојни. ВМРО-ДПМНЕ има план за обнова на Македонија и вистинска Македонија онаква каква што ние сакаме да ја гледаме. Ви благодарам и повелете доколку има прашања и стојам на располагање. Председателе, пристигнаа неколку прашања до пресцентарот по повод вашата пресконференција. Прашање од Телма, доколку вонредната состојба заврши на 16 мај, кој би бил првиот термин кога би можеле да се одржат предвремените избори? Ова се времења кога хипотезите и предпоставките треба да ги оставиме малку понастрана, треба да коментираме факти. И во таа насока би сакал да кажам дека кога и да се случат предвремени парламентарни избори или кога и да се случат парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе победи. Но ние сме го повториле тоа во неколку наврати во минатото, дека во моментот тоа не е во првите 3 приоритети на ВМРО-ДПМНЕ. Здравјето на граѓаните е најважно. Да видиме какви ќе бидат проценките од Советот за безбедност, да видиме каков ќе биде ставот на председателот Пендаровски, па потоа можеме да излеземе со коментар на самата лидерска средба која што ќе се случи веќе во вторник. Следува прашање, како ги коментирате оценките на Freedom House дека Македонија веќе трета година поред е хибриден режим? Freedom House е веќе втора институција која што после Економист нашата држава ја квалификува како хибриден режим и хибридниот режим некако ќе остане заштитна марка за СДСМ, за ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев и ќе го одбележи овој 3-годишен период на, би рекол, Луи Витон обвинителството, трас, судството, немањето на владење на правото, немањето на вистински судски правосудни реформи, лошата економија, насилието кое што неказнивоста која што владееше овие 3 години.
обидите за подкуп, трговиите кои што беа наша реалност, омалуважувањата, понижувањата, сето тоа ќе биде еден заштитен знак за ова раководство на СДСМ и Зоран Заев изминативе 3 години. Наистина тажно, наместо да напредуваме, како што напредуваат вистинските демократии, наместо да напредуваме онаму каде што се стремиме да бидеме, а тоа е Европа со вистински европски вредности, ние сме во рангот на посиромашните и помалку развиените афрички држави. Наистина тажно, и тоа не се вредностите за кои што јас како председател на ВМРО-ДПМН, лидер на опозицијата, и ВМРО-ДПМН се залагаат и се стремат. Следи уште едно прашање од редакцијата на вечер. Филипче изјави дека утре ќе заседава Комисијата за заразни болести и ќе се разговара дали има услови за избори. Ваш коментар? Јас слушнав за таа информација. Откако претходно, веќе неколку дена имаше дебата јавна дека ќе имаме масовен скрининг, дека ќе имаме масовно проверување на здравјето на граѓаните, па дури потоа можеме да излеземе со став какви се моментално условите, дали ќе имаме олабавување или затегнување на мерките и така натаму. Во услови кога денеска ве добивам информации дека сега следно жариште ни е градот Велес, ние утре ќе имаме состанок на комисијата на Филипче која што треба да излезе со позиција. Јас сум сигурен дека доколку Филипче и останатите одлучат да постапат како лекари и луѓе кои што навистина се грижат за здравјето на граѓаните, немам дилема дека ставот ќе биде поразличен од оној на желбите на Зоран Заев, Радмила Шекерински и ова раководство на СДСМ. Но доколку Филипче одлучи да биде слуга на желбите на Зоран Заев и Радмила Шекеринска, тогаш можам да ви окажам веднаш резултатот од утрешната средба, тоа е дека не постои никаква опасност, дека практично се е како што треба, дека блескаме и дека практично Македонија е во истата на состојба пред пандемијата. Но повторно апелирам и до луѓето кои што се дел од таа комисија, кои што се професори, кои што се лекари, кои што имаат положено заклетва дека приоритет ќе им биде здравјето на граѓаните, а не желбите на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев, да донесат одлука и да донесат став онаков како што е во интересот на здравјето на граѓаните и интересот на нашата држава. Во истата насока и прашање од Република, што туку стигна информации за 33 нови заболени, како го коментирате тоа во продолжение на претходното прашање? Пред неколку дена директорот на Центарот за јавно здравје излезе со изјава дека можеме да зборуваме за дата за избори откако 2 недели поред ќе имаме едноцифрен број на ново заболени. Ние не само што не се стремиме кон тоа, туку гледаме дека како се зголемува бројот на тестирани, така се зголемува и бројот на заразени. Доколку пред неколку дена за време на викендот имавме број на заразени со едноцифрен број, бидејќи бројот на тестирање беше енормно мал и нелогично мал, сега гледаме дека тој број од ден на ден се зголемува. Тоа треба да е доволен индикатор и показател за тоа во каква средина живееме, какви се опасностите за здравјето на нашите сограѓани, и тоа навистина треба да не загрижува, а не да не охрабрува, да испорачуваме нарачки и да ги исполнуваме практично желбите на Зоран Заев и ова раководство на СДСМ. Ево, ова нека биде поука за сите оние кои што овие денови ќе треба да седнеме на маса со трезвени глави и да размислуваме како понатаму ќе се справиме со најпрвен здравствената криза во која што се наоѓа нашата држава, а потоа со последиците кои што се резултат на оваа здравствена криза. Ви благодарам, нема повеќе прашања. Благодарам.